Победа на кандидатите на СДСМ во вториот круг од локалните избори во соседните општини Чашка и Градско. Ова го покажуваат официјалните податоци на Државната изборна комисија. Во Градско победи Роберт Бешовски со освоени 1211 гласови. Кандидатката на ВМРО ДПМН Жанета Чушевска успеа да обезбеди 978 гласа. Во Чашка пак резултатите на ДИК покажуваат поголема доверба за кандидатот Горан Стојановски. Во вториот изборен круг тој освои 2253 гласа, што е убедлива предност во однос на гласовите што ги освои неговиот против кандидат. Горан Чопановски од Народното движење на Македонија на вчерашните избори освои 890 гласа. Во Повардарието СДСМ извојува победа и во Росоман и Демиркапија. Во Росоман победи кандидатот Бранко Јанев со освоени 1518 гласа, што е за 307 повеќе во споредба со против кандидатот од ВМРО ДПМН Стојан Челазов, кој обезбеди 1211 гласа. Во Демиркапија пак кандидатот на СДСМ Лазар Петров со освоени 1627 гласа ја обнесе победата со 399 гласа предност пред неговиот против кандидат Трајче Димитриев, кој обезбеди 1228 гласа. Жителите на Демиркапија од новиот градоначалник очекуваат да работи честно и одговорно со цел да обезбеди подобри услови за живот. Да биде поарно. Дали ќе биде, ќе видиме. Се што треба да работи, што е добро, што е позитивно, а не негативно. Прво работувањето не е многу на ниско ниво. Друго, развој мала е према општината, нема работни места, отворени фабрики, предпријатија, да речем како младите да се работат, иначе другото Демиркапија место е извонредно. Да направи улиците, да ги доправи тоа што е почнато и да се обезбеди вода за пиење по пластични цевки се поставени. Еколошкиот аспект најмногу би ставил акцент заради тоа што Демиркапија е многу убаво место и треба ситниот дел од природата и треба да ја чуваме природата. Единствено во Кавадарци победник на локалните избори е кандидатот на ВМРО ДПМН Митко Јанчев. Успеа да ја задржи предноста од првиот круг и со тоа да го победи кандидатот на СДСМ Бетијане Китев. Јанчев во вториот круг е во предност за 1642 гласа. За него вчера гласале 13.180 граѓани, додека за Китев својот глас го дале 11.538 жители на Кавадарци. И кавадарчани очекуваат добри проекти од новиот градоначалник, кои се во насока на развој на општината. Во следните 4 години новиот градоначалник очекуваме да направи многу нешта во Кавадарци. Например, патиштата да ги средит, детски градинки да отвори нови и ред други работи. И се надеваме дека ќе направи многу за Кавадарци новиот градоначалник. За народот да работи, за земјоделието, лозарството и така, се да биде најубаво. Толку од мене. Како очекувате денеска да помине изборни? Мирно и добро. Немаме доволно улици добри. Треба да паркинг плацот, пазарот да го направи. Да продолжи градот да биде што по-чист, што поубаво да биде за граѓаните, да донесеш некоја фабрика. Развој на општината, малку да се сменат некои работи, некои навики на луѓето, малку културата да крене на повисоко ниво. Тоа е. Како очекувате да помине денеска изборниот ден? Како што гледам мирно, релаксирано, тоа и го очекува цело Кавадарци. Според резултатите од двата круга од локалните избори, СДСМ ќе раководи со градот Скопје, а своји градоначалници ќе има уште во 56 општини во земјава. ВМРО ДПМН пак успеа да обезбеди 5 градоначалнички места, дуи 10, Алијансата за албанците 3, БЕСА, ДПА и Демократската партија на турците по 1, а кандидати предложени од група избирачи победија во 3 општини.